Кои се? Туристи или вработени? Дали се заболени или само ги држат во карантин? Се ова останува непознато за тројцата македонци кои се наоѓаат во карантин на бродот во Јапонија. Од МНР и по 24 часа од како се дозна дека има македонци на како што го нарекуваат затворот на вода. За Алфа велат дека немаат дополнителни информации, но дека е остварен разговор со македонската амбасада во Токио, чии представници се на линија со Јапонското Министерство за здравство. Немаме директна комуникација со тројцата македонски државјани на крузерот. Во постојан контакт сме со нашата амбасада во Токио, која пак е во комуникација со Министерството за здравство на Јапонија и на тој начин добиваме информации за нив. На бродот се задржани во карантин заедно со сите останати лица поради присуство на коронавирус кај дел од нив. И министерот за здравство Венко Филипче нема никакви информации. Детални информации ќе добиеме денеска во текот на денот со оглед на тоа што вчера ги добивме првични информациите дека имаме такви наши државјани. Контактираме и со Светската здравствена организација и со МНР за да директно стапиме во контакт со јапонските власти. Алфа контактираше со една од агенциите во Македонија која посредува при испраќање туристи и вработување во Diamond Princess, која е собственик на бродот, но и оттаму крејваат раменици. Велат можно е тројцата македонци да се дел од персоналот на бродот. Јапонските власти во меѓувреме соопштија дека на крузерот е регистрирано 61 заболено лице. Стотици патници се затворени во своите кабини, а тестирањето продолжува. Крузерот Diamond Princess со околу 3700 патници членови на екипажот моментално е закотвен во јапонското пристаниште Јокохома и ќе биде во двонеделен карантин по откриените случаи на патници со коронавирус. Освен тројцата македонски државјани има и други балканци на бродот. 14 срби и 6 словенечки државјани се помеѓу патниците. Ниту во едната, ниту во другата земја до сега не е регистриран случај на болен од коронавирус, додека во светски рамки бројките константно растат. Заразени се повеќе од 30.000 луѓе, а животот го загубија 638.